Притисокот кон Македонија да ги прифати бугарските уцени станува се поголем, вели за Алфа нашиот поранешен амбасадор во Велика Британија Ристо Никовски. Ова доаѓа од Брисел пристигнаа пораки дека е можно Албанија пред Македонија да ги започне преговорите со Европската унија, бидејќи подобро ги спровела реформите, а ние на грбот си го имаме и бугарскиот проблем. Чинам дека изјавата на Вархеј е директен притисок врз Македонија, што поскоро да капитулира, ако сакате, во однос на Бугарија и да ги прифати оние услови кои се директна уцена и незамисливи. Факт е дека откако се виде дека има блокада од страна на Бугарија, својата реторика Брисел ја смени и сега нагласува дека сме задоцнати со реформите, дека реформите не следат како што се очекуваше и слично. Албанија долго време беше камен околу вратот на македонскиот европски прогрес, барем така беше представувано од Европската унија. Пораките беа дека мора во пакет да ги започнеме преговорите, но сега се промени реториката. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј ја пофали Албанија за напредокот во реформите, најавувајќи дека се подготвени и дека можеби пред нас ќе ја имаат првата меѓувладина конференција, а за Македонија стигна порака дека без договор со Бугарија не можеме да се надеваме на преговори. North Macedonia has also maintained a pace in the implementation of EU reforms, to name one area that is the fundamentals. However, it is important that mutually acceptable solutions are found to pending bilateral issues between North Macedonia and Bulgaria swiftly. The Commission considers that all conditions for holding the first intergovernmental conference on EU accession negotiations with Albania are now met. This is thanks to important reforms on the electoral law, rule of law and the justice system, including the vetting of judges and prosecutors. Сценарио во кој Европската унија би не разделила од пакетот со Албанија би бил вистински студен туш за Македонија. Никовски вели Европската унија сепак немала да дозволи вакво сценарио. Неодамна и Еди Рама рече дека Албанија ќе ја чека Македонија. Таа изјава мора да се стави во контекст дека и него му е јасно дека нема Брисел да дозволи да се раздвојат двете земји, бидејќи пред првите година и пол јасно ни беше порачано дека главна беше Франција, а и околу половина другите членки, дека нема да може Македонија сама да ги започне преговорите без Албанија. Инаку Македонија со цел старт на преговори со Европската унија го промени дури своето уставно име, прифати голем број уцени и условувања од Бугарија. Во моментов се преговари за Гоце Делчев, источниот сосед бари да признаеме дека македонскиот јазик и нација не постоеле пред 1945 година.